Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Во салата на Советот на општина Кочани се одржа јавна расправа во врска со финансиското задолжување кај Светска банка, а заради асфалтирање улици. На средбата стана збор за условите и начинот на кој се планира да се употребат парите, чија вкупна висина како заем и грант изнесува над 900.000 евра. Јавна расправа со граѓаните се одржа во врска со долгорочното задолжување на општина Кочани во рамки на проектот за подобрување на општинските услови, средства што ќе бидат наменети за изградба на 11 улици во градот и во населените места. На средбата присуствуваа граѓани, представници на граѓански здруженија и на урбаните и местните заедници. Од општинската администрација беше даден вовет за намерата да се добијат пари со кои за краток период би можела да се изгради сообраќајна инфраструктура на повеќе делови од градот и населените места. Пред присутните беа представени улиците за кои општината веќе имала подготвено технички проекти уште пред да биде објавен повикот за кредитирање од Светска банка. А градоначалникот Илиев објасни дека условите што се нудат за заемот се многу прифатливи за општината. Понудата за заемот е исклучително поволна, заради тоа што ние земаме заем со каматна ставка, како што кажавме, од 0,1 со 0,1%, со рок на враќање од 13 години и грант 27%. Значи, како што ние аплициравме со улиците кои ги имавме во тој момент со проектна документација, потреби имаме и од друго нешто. Меѓутоа, во тој момент, кога беше повикот, општина Кочани ги имаше тие проекти, и ние можевме со тие проекти да аплицираме, бидејќи има норми од Светска банка. Значи, проектите кои ги понудивме на Светска банка, мораше да ги исполнуваат одредените норми кои тие ги барат. Значи, беа направени неколку проверки од нивна страна, првично наши луѓе одеа на преговори со Светска банка да ги презентират кои се тие улици, кои се тие бенефити што ги добие општината и населението. Од кога има тие неколку забелешки, ги исправивме со нови дополнки и така натаму. Два пати беа на лице место и улиците дефинитивно, односно проектите кои ги понудивме, беа одобрени од страна на Светска банка. Проектот за кредитирање што го спроведува Светска банка трае до 2021 година, што значи дека доколку локалната самоуправа на Кочани ја спроведе целата процедура во планираниот рок, тогаш изградбата на 11 улици би требало да биде завршена најдоцна до средината на идната година. Градоначалникот Илиев истакна дека според досегашното искуство во слични проекти, а поради намалување на цените на јавните набавки, обично се заштедува известна сума пари, поради што можно е наместо за планираните 11 да се обезбедат доволно средства за уште неколку улици. Инаку, одлуката за долгорочно задолжување ќе се најде и на дневниот ред на 25-тата седница на Советот на општина Кочани, што е закажана за среда. Доколку биде дадена согласност од советниците, тогаш ќе може и официјално да започне постапката за барање средства од Светска банка. Заврши реконструкцијата на тоалетите во училиштето Крсте Мисирков во Оризари. Обновувањето се реализираше со средства од Министерството за образование, а вакви градежни работи во училиштата зграда се изведоа за прв пат од изградбата пред повеќе од 4 децении. Завршена е реконструкцијата на дел од внатрешноста на основното училиште Крсте Мисирков во Оризари, како дел од проектот на локалната самоуправа за обновување на училишната зграда. По повеќе од 4 децении, над 250 ученици и нивните наставници добија современи тоалети со комплетно нови санитарни елементи, а заменети се и старите дотраени прозорци и врати. Во присуство на представници од Министерството за образование и наука, на изведувачите, надзорот и локалната самоуправа, беше извршен технички прием на реализираната реконструкција, со што конечно е решен еден од најважните инфраструктурни проблеми во ова училиште. Реконструкцијата ги опфати и двата спрата на училиштето, и првиот и вториот спрат, комплетно реновирање заедно со менување на водоводната, канализационната мрежа, како и нови плочки, нови санитарии. Во училиштето од самото негово градење од 76 година не беа реновирани тоалетите, што беше еден голем проблем за нашето училиште, меѓутоа сега се реновирани и отстране тој проблем. Заедно со реконструкцијата на тоалетите, училиштето во Оризари доби и целосно ново осветлување на двата ката. Инаку, досегашните санитарни јазли не ги задоволуваа ниту минималните критериуми,
подолг период беа затворани, а санитарната инспекција постојано изрекуваше опомени и казни заради неисполнетите стандарди. Реконструкцијата на санитарните јазли се реализираше со средства од Министерството за образование, а директорката Иванова додаде дека приоритет во наредниот период ќе биде замената на кровната конструкција на училишната зграда. Подигање на јавната свест за малигниот меланом на кожата беше целта на предавањето што се одржа во салата на Советот на општина Кочани. Истото е во организација на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија Скопје, Министерството за здравство, Универзитетската клиника за дерматологија во соработка со општина Кочани. Предавање на тема малигниот меланом на кожата, откривање, превенција и третман се одржа во салата на Советот на општина Кочани. Предавањето го одржи асистент доктор Зорица Зафировеќ, специјалист дерматолог од Универзитетската клиника за дерматологија во Скопје, која истакна дека месецот мај е посветен на борба против кожните карциноми, особено на меланомот како најживотозагрозувачки карцином. Доктор Зафировеќ ги истакна и резултатите од истражувањата за застапеноста на овој карцином кај нас. Го посветуваме месецот на подигнување на свеста на населението за тоа што е рак на кожа, особено што е меланом, како да се заштитите, како да дознаете нели што представува тој и како да се открие на време. Значи што порано се открие, шансите за преживување се многу големи. И поентата ни е таа, значи што порано превенција, рано откривање и зачувување на човечките животи. Многу е застапен, значи истражувањето што го направи клиниката за пластична хирургија ни дава податоци дека со црвена точка е обележано местото, значи општината Кочани, покрај другите, значи би рекле југоисточниот дел на државата е особено засегнат, значи бројот на меланоми расте, а тоа е во директна корелација со изложеноста и на населението, особено на земјоделците и сите оние кои што поминуваат подолго време во надворешната средина. И затоа апелираме заштита на кожата и спроведување на соодветни мерки за таа цел. Че од една страна, кога е најтопло во текот на денот, особено сега во летните месеци, да се дистанцираат во сенка, а оној период од денот кога треба да ги обавуваат професионалните обврски во надворешна средина, да ја заштитуваат кожата со адекватни средства за заштита, шапки, наочари и слично. Предавањето е дел од кампањата за подигање на јавната свест за малигниот меланом на кожата, од кои се засегнати младите лица и лицата што се занимаваат со земјоделство. Предавањето е во организација на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија Скопје, Министерството за здравство на Република Северна Македонија, Еуромеланома и Универзитетската клиника за дерматологија во соработка со општина Кочани. Предавањето беше од отворен тип и освен доктори присуствуваа и заинтересирани граѓани. Во Виница се славеше ликот и делото на народниот херој Ванчо Праке. Средното општинско училиште што го носи неговото име го одбележа својот патронен празник. Музички репертоар под менторство на професорот Гоце Данилов со авторски композиции на неколку музички талентирани средношколци, миксуван со драматизација од страна на младите глумци, беше одлично за окружување на културно-забавната програма во одбележувањето на патронот на средното училиште Ванчо Праке Виница. Треба сите да бидеме горди за успесите и резултатите кои што ги постигнаа нашите ученици и нејзините ментори во оваа учебна година. И нема да бидам скромен ќе кажам дека сме едни од ретките училишта со ваков успех, со вакви освоени награди на државно ниво. Училиштето ги награди најдобрите ученици со освоени државни места, а го прогласи и ученикот на генерацијата за учебната 2018-2019 година. Паралелно со полагање цвеќе пред бистата на народниот херој, годишнината од загинувањето ја одбележаа и борците од Штип, Виница и Кочани. Доваѓа во Штип е одреден за да биде командант на вториот Лачковички партизански одред и одлучиле да дојде одред тука во овој крај од тука да се дејствува. Првиот партизански одред у Штип е неуспешен, односно брзо е предаден за едно 5-6 дена е предаден тој одред и е разбиен, а вториот одред тука исто така немал век многу.
Овој настан традиционално се одбележуваше во местото викано Врши дол, каде е подигната спомен плоча на жртвите од народно-ослободителната борба Тошо Арсов, Димитар Митрев, Ванчо Прке и Ванчо Китанов. Матурантите од средното училиште Лјупче Сантов го прославија полнолетството. Матурата за нив представува значаен момент што никогаш нема да го заборават. Матурантите од гимназијата Лјупче Сантов ја прославија матурата. Со своите класни раководители го одржаа последниот класен час. Кој клас мислам што заврши во гимназијата? Четвртиот ден економски. Како поминаа 4 години во гимназијата? Па супер и многу брзо. Кажи ми како се подготвуваше за матурската вечер? Па во последните денови. Имаше некоја замисла за фустанот, за тоа? Не, Поедноставно, така? Што очекуваш од оваа вечер? да се поминам прекрасно. Ќе продолжиш на факултет? Не, Имаш некоја замисла за надвор од државата? па да. Благодарам се на матура. Хвала. Кажи што заврши во гимназијата? Економски. Кажи ми еве како се подготвуваше за оваа вечер? Со подготовки се кажано на време. Еуфорично. Шминка, фустан? Да. Креацијата за фустанот твоја беше? Не. Кажи ми како поминаа 4 години во гимназијата? Брзо. Лудо. Со учење. Сорите добри беа? Да, добри сме. Можеш понатаму на факултет? Да, економски или право. Продукт. Што очекуваш од оваа вечер? Луда журка. Јас се викам Ангела Димитрова, имам завршено гимназија. Да, уште гимназија. Уште гимназија. Како поминаа 4 години во гимназија? Супер. Кажи ми што очекуваш од оваа вечер? Да се поминам се многу убаво. Ќе продолжиш понатаму на факултет? Да, најверојатно информатика во Скопје. Ти сакам многу успех. Многу. Секоја генерација си го носи своето време со посебни активни насочувања кон иднината. Може би во прва година биле поинакви размислувањата, но како што одминуваат годините и тие созреваат како личности, па има менување во идната професија. Но сепак се насочени кон некои по-перспективни професии кои што ќе ги задоволат нивните барања, ќе ги оформат како личности, идни академски граѓани на нашата држава. Промени секако дека има, но не можеме да се пожалиме од овие генерации, бидејќи реков дека секоја генерација си има свое време, своји актуелни и проблеми и размислувања и не можеме да правиме споредби. Вечер треба да биде интересна, вечер за паметење, бидејќи нели е последна од овие средношколски денови и се надевам дека ќе остане во добар спомен, како за нив, така и за мене. Сега ги очекува полагање на државна матура и размислување за школување на едни од факултетите во или надвор од државата. Продолжува учеството на учениците и наставниот кадар од средното училиште Лјупче Сантов во проектот Ние сме попаметни од технологијата, кој што се реализира како дел од Еразмус плюс програмата. Тие беа гости во Норвешка, а пред учениците во училиштето ги презентираа своите искуства од тамошниот престој. Ние сме попаметни од технологијата на средното општинско училиште Лјупче Сантов и Еразмус плюс програмата продолжува и оваа година. Станува збор за стратешко партнерство за училишни размени и преку проектот учениците од Кочанското училиште кои се учесници во проектот учествуваа во презентацијата што се одржа во Норвешка. Проектот вклучува училишта од Турција, Норвешка, Италија, Романија, Македонија и Словачка. Овој проект ги опфаќа учениците, наставниците, училиштата, семејствата и заедницата кои користат технологија постојано во секојдневниот живот. Учениците кои беа таму пренесоа дел од искуствата на останатите ученици. Јас заедно со уште две ученички и директорот и професорката Весна Ефремова во периодот од 6 мај до 11 мај 2019 година бевме на мобилност во Норвешка во склоп на проектот Ние сме попаметни од технологијата. Пред самата мобилност во Норвешка ние спроведовме истражување на тема како влијаат социјалните медиуми врз нашите секојдневни животи. Исто така припремевме и видео за убавините во Македонија, како и видео поврзано со технологијата, повторно за влијанието врз секојдневниот живот. Видеото го презентиравме во средното општинско училиште каде што бевме во местото сместени. Се запознавме со домакините, се запознавме со нивниот образовен систем и технологиите кои што секојдневно ги користат во нивното училиште. Училиштето беше супер опремено, домакините беа гостопримливи
Јас бев една од учениците кои што ја посетија Република Норвешка. Се запознавме со образовниот систем таму кој што е доста поразличен од нашиот. Имавме работа во групи, се запознавме со различни системи на технологијата, како тие користат технологијата, а освен што се запознавме со образовниот систем, исто така посетивме доста знаменитости, природни убавини, го посетивме најпознатиот фјорд кој што е во Норвешка. Потоа исто така бевме во градот Ставангер каде што го посетивме музеот за нафта. Престојувме кај домаќини кои што со задоволство ќе ги угостиме кај нас во октомври. Целите кои треба да се постигнат се учениците да станат посигурни во основните вештини на ИКТ и на англискиот јазик, да стекнат сигурност и вештина во комуникацијата, да бидат повеќе заинтересирани за европскиот народ и за културите и да бидат свесни за важноста на добри манири во социјалните медиуми, стекнување знаења користејќи повеќе сензорни органи, да учествуваат и да преземаат одговорност повеќе поради самодовербата од стекнувањето знаења, да ја обликуваат својата иднина врз основа на нивната цел, да знаат што сакаат и да ја преземаат контролата на својот живот. Учениците работеа под менторство на професор Весна Ефремова, која истакна дека благодарение на овој проект, учениците имаат можност да научат како да се заштитат од опасностите од интернет и како да ги користат на добар начин при користење на социјалните медиуми и може да се фокусираат на начинот на кој секоја земја управува со цел за да се избегне технологијата да се претвори во катастрофална алатка. Во интензивна фаза е изградбата на двата етнопарка во селата Чешиново и Соколарци, како дел од проектот за заштита на природата во Брегалничкиот регион и промоцијата на белиот штрк. За уредување на парковите беше добиена донација од 150.000 швајцарски франци, а свое кофинансирање има и локалната самоуправа на Чешиново Облешево. Изградбата на етнопарковите во селата Чешиново и Соколарци тече забрзано, за да се запазат договорените рокови што ги презеде фирмата изведувач Бау Инженеринг од Штип. Предвидено е со изградбата на парковите да се постави соодветна урбана опрема, инфокуки и наблюдувачници за птици, како и детски забавни реквизити, макета на белиот штрк, а дополнително ќе се реализираат работилници и едукација на населението за заштита на природната средина. Проектот е вреден 10 милиони денари, што како грант ги обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата за зачувување на природата во Македонија. Освен тоа, како кофинансиер во проектот се јавува и локалната самоуправа на Чешиново Облешево, која од сопствениот буџет обезбеди 950.000 денари. Според планот, парковите треба да бидат завршени до крајот на овој месец, со оглед што во јуни општината ќе биде организатор и домакин на европската манифестација Меѓународен ден на штркот. Се работи за средба и дружење на представници од вкупно 12 европски земји, кои се вклучени во мрежата Европско село на штркот. Следува информацијата од спортот. 2 медали на меѓународен турнир освои каратистот Кристијан Грозданов, член на карате клубот Партизан. Тој беше единствен представник од клубот, а постигна забележителен успех. Одличен резултат и успех постигна каратистот Кристијан Грозданов на вториот меѓународен карате турнир Охрид Опен 2019. Со добриот настап тој заслужено се врати со 2 медала, златен и сребрен во 2 различни категории. Грозданов беше единствениот каратист од карате клубот Партизан од Кочани кој настапи во кадетска конкуренција. Златниот медал дојде како резултат на добриот настап во категоријата до 57 килограми, додека среброто го освои во категоријата до 52 килограми. Инаку на турнирот во Охрид настапија 420 каратисти од 31 клуб од Македонија, Србија, Црнагора, Албанија и Бугарија.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.